Благодарам, Елена. Се одјавивте, ќе се видиме во 20 часот во Дневникот со колегата Александар Петровски. А со мене денеска во студијата овдека во наредните 15 на минути е Биба Додева, секогаш насмејана, бидејќи бевме заедно, имавме прилика како и со други стотици, а можда и илјадници луѓе. Не знам, Биба, колку имаше на настанот вчера во неделата. Не успеав да избрам, ама бројката неофицијална е околу 1500. Добро, тоа е 10-та година од одвивањето на овој настан кој што се вика Допиреме Розово. Напред Розово. Напред Розово, да. Така е нешто што е практично слоганот за борбата против ракот на дојката кај жените. И кај мажите. Морам да ве поправам, да, затоа што еве и од таму и ќе почнам. Ние имаме и членови кои што се мажи оперирани од рак на дојка, веќе неколку години од која постои самото здружение. Она што е интересно е да не забораваат и они да се прегледуваат, затоа што 1% од машката популација исто така заболува од рак на дојка. Оваа манифестација правите секоја година пред се со поддршка на Американската амбасада. Секако. Секогаш американскиот амбасадор присутен, вчера беше и неговата сопруга, кој што апелираат. Говор, одржа многу убав говор, апелираа до важноста од само прегледите, од раната диагноза и едноставно и неговата сопруга го сподели своето искуство дека секоја малтене фамилија се соочува со некој болен од рак, за тоа и треба да сме тука и да ги поддржиме. Како што чувствме и вчера, а и тоа го знаеме, светските статистики одат во позитивен правец кога е ракот на дојка во прашање, се повеќе рано се диагностицира, се повеќе успешно се лекува и така натаму. Во Македонија, ако не се лажам, не е тоа случај. Во Македонија не е тоа случај, за жал морталитетот, инциденцата на новозаболени е во нагорна линија, како и секаде. Значи го следиме трендот европскиот и светски, меѓутоа она што ние не го следиме за жал е намалување на морталитетот, затоа што се повеќе и повеќе во западните земји каде што се имплементирани скрининг програмите, каде што се достапни сите терапии за да можат пациентите успешно да го пребродат тоа, се уште ги немаме. Значи имаме доста работи кои што треба да се променат и Македонија за жал во Европа е на 3-то место по смртност од рак. Генерално. Генерално, да. Значи ова што практично го сведочиме преку наши пријатели, роднини, не дај Боже и некој од нас и така натаму, е сепак точен податок. Секако. Дека 3 до 4 жени дневно во Република Македонија заболуваат од карцином на дојка, а дека околу 13 граѓани во Република Македонија секојдневно се диагностицираат со карцином, различен вид, а околу 20 не губат својата битка. Добро, тоа се поразителни бројки, Биба. Колку е превенцијата важна во целото тоа? Превенцијата е една од најважните работи. Зашто? Затоа што голем број од овие карциноми, особено еве ракот на дојка, ракот на грлото на матката, простатата, дебелото црево, па дури и меланомот, доколку се откријат во поран стадиум, има поголема успешност за излекување. Ракот на дојка 98% веќе има успешност во лекувањето доколку се открие во ран стадиум. И токму затоа и се потребни ваквите настани, не само во организација нели на борка, туку и во поддршка и на владиниот сектор за да подигне свесноста од важноста на ваквите превентивни прегледи, меѓутоа и да ги овозможи. Вие имате еден телефонски број кој што е 075-228899, кој што е бесплатен и кој што е отворен од 9 до 21 часот секој работен ден, претпоставувам, или секој ден? Секој ден и преку недела, затоа што зајавување на оние кои се заинтересирани да прашаат, да се консултираат и така натаму. Колку имате јавувања? Имаме некогаш повеќе, некогаш помалку, во зависност од тоа некогаш колку сме и активни, меѓутоа константна е веќе линијата, така да линијата и на национално ниво ја употребуваат граѓани од цела Македонија. Работи и преку викенд, на нејзе може да се поставуваат прашања од тоа каде, например, да направат диагноза или каде да се обратат на кој лекар доколку имат некаков проблем, па до разговор со психологот кој што исто така на оваа линија, дежурен, да, психолог кој што некогаш се случува
по 1-2 часа да траат тие разговори со една личност, затоа што не е воопшто лесно нели да се прифати самата диагноза. Борка е веќе многу етаблирана организација, невладина организација, мислам дека и си ти лицето кој што и не само ти, и твоите соработнички што така, борките и така натаму. Кажи ми, какви ви се искуствата? Дали во Македонија се уште срам да се биде болен од рак? Дали луѓето повеќе сакаат тоа да го тајат, да не го кажуваат, да не го третираат, или постои едно подигнување на свеста во смисла дека тоа само болест за која треба можеби да се говори? За овие 10 години, навистина сум горда и среќна што успеавме да ја надминеме стигмата која што постои за ракот во Република Македонија, а тоа е дека ракот е потенцијално излечива болест и дека овие пациенти сите, па и нивните семејства кои што се соочуваат со болеста, треба да излезат јавно и да проговорат и со своето искуство да допринесат во подигањето на јавната свест. Тука сме, живи сме. Сме го пребродале тоа или се бориме. Она што вчера се случи, огромна маса на луѓе кои што дојдоа, токму и тоа го покажа подигнување на свесноста кај македонската популација, се со една цел да ракот не се третира како неизлечива болест и свесно за тоа дека навистина постои и дека не треба да се срамат од самата болест. Сите тие жени и мажи кои што беа вчера, токму и тоа го докажаа. Ова ви е на вас, не знам кој министер поред кој што вчера исто така ви говореше, така ви говореше на манифестацијата. Каква ви е соработката со државата? Имате ли, претпоставам дека на почетокот бевте сваќани на еден или друг начин. Државата свесна ли е за улогата која што Борка ја има во таа дејност и воопшто како вие оценувате политиката здравствена во однос на ракот на дојката? Ако ви кажам дека на многу пати ни доаѓало да се откажеме затоа што ќе достигнеме до некаде, па ќе ни се смени министер, па дали ќе се смени некој менаџер од фондот, па дали ќе се сменат некои луѓе кои што се на главните позиции со кои што ние мораме да соработуваме, па одново, повторно за да стигнеме. Каде го лоцирате главниот проблем, Биба? Главниот проблем, знаете што, лекувањето ли е недостатокот на диагноза? Стратегија. План, конкретен план за тоа што треба да се работи и каде одива Македонија во однос на ракот. Зошто не направа стратегија? Што е проблемот, мислам? Многу често, во самиот почеток на Борка, јас и апелирам за тоа, дека е потребна стратегија за да знаеме кај сме, за да знаеме со што располагаме и да знаеме каде, нели се движиме во која насока. Се надевам искрено, затоа што веќе се започнати и состаноци со Министерството за здравство во однос на националниот регистар за рак, кој што е многу важен за да ние детектираме, го немаме, точно да знаеме која е инциденцата, преваленцата и морталитетот од малигните заболувања, а понатака и имплементирање на стратегија национална, која што е за контрола на ракот, која што ќе содржи од превенција, значи сите чекори, тогаш мислам дека ќе можеме да знаеме во која насока се движиме и тогаш без оглед на тоа која влада и како ќе се менуваат министри, ќе можеме ние да си ги следиме помалку или повеќе сите ние ги знаеме тие министри. Тие не се глупави луѓе. Зошто тоа досега не се прави? Мислам, ајде што име во опис на работата, туку има некаква недоветност во смисла на спора администрација, недоволно средства или што е проблемот? Се на купче. Едноставно сметам дека е се на купче затоа што реално немаме, не знам, и средства. Сите нели секогаш се жалат на тоа дека немаме средства, уствари никој не знае точно со која бројка нели ние во моментот располагаме, ја имаме, па за да знаеме понатака да направиме некаква финансиска конструкција. Меѓутоа мислам дека овој пат веќе сме на добра линија и во добра насока и дека конечно тоа ќе се имплементира. Вчера слушнав некои други страшни статистики. Ако не се лажам, сега коригираме ако грешам, 1 од 8 жени е веќе под колку годишна возраст. Сакам да кажем, веќе нивото на возраста е паднато и на многу помлади жени отколку во некои 50 години, 45, 55, кога тоа инаку е почест феномен. Доколку ракот се сметаше за болест пред едно 10 на 15 години, дека е ракот на дојка, дека е болест на повозрасната жена, на повозрасната популација, сега за жал тоа не е така. Во Македонија најмладата ни министерот вчера ја кажа 17 годишно девојче. Тоа не значи дека е тренд, меѓутоа тренд е она што старосната граница се намалува. Доколку порано се сметаше дека околу 5-та, 6-та деценија
се потенцијално жените се потенцијални пациенти за оваа болест, сега за жал тоа е намалено. Не само во Македонија, туку и во светски рамки. Ајде да одиме малку на повеселата страна, ако воопшто може да има повесела страна во оваа приказна, тоа е напредува ли медицината во однос на третманот и лекувањето на оваа болест. Бидејќи од тоа ја што следам, а знаете како е, доека човек не заглави самиот во некоја семејна или дури лична сторија, луѓето и не следат многу, но од тоа ја што го следам, мислам дека рапидно се зголемуваат шансите за третмани на разни видови на рак. Како е со ракот на дојката? И за ракот на дојка постојат трендови, напредни лекови кои што можат значително да го продолжат животот на пациентите. Еден од нив веќе е достапен на пациентките на клиниката за онкологија, која што сама го плаќа, меѓутоа заедно со клиниката исто така правиме напори сите овие лекови кои што нема да бидат нели само достапни на одредена група, ќе може да бидат ставени на позитивната листа. Трендот за нови лекови, не само за биолошка, таргетирана, целна терапија и имунолошка терапија напредува, се повеќе и повеќе има лекови кои што може да го продолжат животот. Годинава, ако не се лажем, Нобеловите награди за медицина беа доделени токму на таа тема. Да, токму на тие лекови кои што се всушност за меланомот, за имунотерапијата. Бидејќи полека научниците влегуваат во филозофијата или како да кажем во техниката, технологијата, како успева ракот да се развива така мортално во нашите организми, а потоа и наоѓаат механизми како истите тие клетки сега самите да го решават. Самите да го решат, да. Кажете ми, на позитивните листи имате доволно медикаменти кои што се достапни за... За жал, ревидирана не е нашата позитивна листа, веќе од 2004 мислам дека година, меѓутоа од 2011 година имаше поставување на еден лек, она на кое што исто така и вчера го апелиравме ние како здружение, токму достапност на сите овие иновативни лекови да бидат на терет на фондот и на позитивната листа, за да и нашите македонски граѓани имаат можност да се лекуваат и да се излечат од ракот. Добро, Биба, ние сме на уште 30 секунди до завршувањето на овој слот, што се вели телевизиски. Да повторам, вашиот број е 075 228899, 7 дена во неделата од 9 наутро до 9 часот навечер. Имаат на располагање сите оние кои сакаат да се јават психолог, медицинско лице од другата страна. Или да дојдат во центарот на Борка. Каде се наоѓа центарот на Борка? Во дисконтот на Тинекс во кисела вода, во самиот дисконт, кај општината, таму сме ние од 9 до 5 секој работен ден. Значи, тука се и психолозите, тука се социјални работници, волонтери, жени кои што веќе го надминале ракот и ние секако. Биба Додева, благодарам многу. Остануваме секогаш во поддршка на вашите активности. А ние, почитувани гледачи, ќе продолжиме со нашата програмска шема. Следува нашата кујна. Мислам дека денеска ќе стане збор, како што ми јавија од режија, за некаков банана леб. Ја не знам што е точно тоа, но ќе да биде да е вкусно. Така што останете со нас. Се надевам дека ќе продолжите да ја гледате, бидејќи веднаш после кујната продолжуваме повторно со еден отворен дебатен сегмент со исто така интересни гости. Еден ТВ, отворено студио, јас сум Сашо Ордановски, вашиот домаќин секој понеделник.